Почитувани Стево Пендаровски е олицетворение на транзицијата. Лице од службите, заштитник на криминогеноста, 102,5% заштитник на владењето на заевизмот. Стево Пендаровски гаси микрофони кога меѓу нарачаните говорници ќе се спомене бандитизмот на власта, го видовме тоа во Прилеп. Само и само за да го заштити криминалот за кој што се обиде да зборува прелажаниот граѓанин. Стево Пендаровски нема ни К за криминалот на власта. Тоа е демократот Пендаровски, тоа е заевизмот во него, тоа е 102,5% заев. Не треба повеќе за да се докаже заштитата на криминалот, на корупцијата, на непотизмот. Гласот за Стево Пендаровски е поддршка на криминалот од власта. Почитувани Стево Пендаровски е транзицијски профитер од непотизмот спроведуван од СДСМ, а минуван од Зоран Заев. Ниту збор нема Стево Пендаровски за партизацијата на државата, на администрацијата. Кандидат за председател збор нема за партизацијата, заместените огласи, кои сега се и докажани. Се знае и зошто. Стево Пендаровски профитира токму од непотизмот и од партизацијата. Пендаровски се надева токму на контингенти гласови од партизираната администрација. Поинаку не знае, поинаку не умее. Ниту тој, ниту Заев. Затоа нема критика од Стево ни за криминалот, ниту за партизацијата, ниту за злоупотребите на државната администрација во кампањата. Глас нема од него за вработувањата и местените огласи од Кирацовски, од Костадинов, од Мира Дизел, од цело СДСМ. Збор немаше и нема да има за полнењето на администрацијата со 3000 нови партиски војници, деца, внуци, роднини, мајки, дедовци на партиски функционери на СДСМ. Тоа и нема да го слушнете. Се знае и зошто, бидејќи смета токму на тие гласови. Лага е се што ќе каже. И тој, и Заев. Незалудно се 102,5% исти. Човекот кој ги легитимираше најкриминалните избори во Република Македонија не може и не знае ништо повеќе од расфрлање на празни флоскули во заштита на криминалот, корупцијата, во заштита на трговијата со влијание. Пендаровски е наследник на истата политика која во 90-тите години на минатиот век ја опустоши Македонија. Тоа исто пустошење го гледаме и денеска. Почитувани, време е да се стави крај на транзицијата. Македонија не смее да се претвори во приватен пашалак на СДСМ, безимена територија на картелот на власт, на опашката на светот. Време е да се стави крај на транзицијските ликови. Време е да се стави крај на луѓето од службите, луѓето кои тргуваат со правдата, луѓето кои легализираат крвави избори, луѓето кои ја минуваат аболиција за криминал од 8 милиони евра. Македонија нема време за повторно преживување на транзицијата. Македонија мора да биде држава во која владее правото. Граѓаните да веруваат во правото и во правдата. Правдата е на дофат, правдата победува во Македонија. На 5 мај Македонија ќе го зададе последниот удар врз транзицијата. Ви благодарам.